Драги мои, ви посакувам добро утро и добро ни дојдовте на уште едно уредувачко дружење и уште една уредувачка авантура. Да почнува новиот квадрат, а што секој гледате во него, ви откривам во продолжение. Во новиот квадрат ви помагаме да ја трансформирате целосно вашата бања. Дали е подобро да ги отстраните или да залепите плочки врз старите плочки и како ефтино да го уредите вашиот дом. Останете тука. По рекламите почнува новиот квадрат. Летото е пред нас, а топлото време инспирира да направиме крупни промени во домот. Па доколку вашата бања е за реновирање и преуредување, тогаш ние имаме совети и инспирација за вас. Во продолжение. Бањата треба да биде оаза на мир и релаксација. Место каде што го оставаме хаосот од секојдневниот живот зад себе. Сепак, честопати ја исполнуваме со излишни предмети кои не придонесуваат за функционалноста или естетиката на просторот. Ако сакате вашата бања да биде организирана и елегантна во исто време, следете ги овие совети. Иако многу луѓе мислат дека со додавање на декорации создавате луксузен изглед, експертите предупредуваат дека пренатрупаноста на просторот може да има спротивен ефект, правејќи го просторот пренатрупан и неуреден. Изберете функционални и естетски привлечни предмети. Опремете бањата со предмети кои се практични и убави. Например, користете елегантни дозери за сапун и шампон наместо различни пластични шишиња кои создаваат визуелен неред. Инвестирайте во високо квалитетни крпи кои додаваат луксус и хармонија на просторот. Организирајте по приоритети. Идентификувајте ги основните предмети што вие, вашето семејство или гостите ги користат редовно и чувајте ги само оние во бањата. Преместете ги другите работи во плакари или други простории. Ова ќе помогне просторот да остане простран и уреден. Искористете го просторот максимално. Ако имате отворени полици, користете ги за уредно редење на крпи или декоративни корпи, кои може да сокријат мали предмети. Додадете свеќи или природни елементи како што се растенија отпорни на влага на полиците за да создадете чувство на смиреност. Сокријте го нередот. Сокријте ги ролните тоалетна хартија, дополнителните шишиња, сапун и другите потребни работи во ормари, под мијалникот или на затворени полици. Ако немате, размислете за декоративни кутии кои лесно се вклопуваат во просторот. Избегнувајте непотребни декорации. Не се препорачува преполнување на зидовите со слики или на подовите со гломазни држачи за списанија. Наместо тоа, изберете минималистички пристап. Огледало со интегриран шкаф што може да биде совршена мешавина од естетика и функционалност. Изберете неутрални бои и природни материјали. Неутралните бои како бела, беж или светло сива ќе му помогнат на просторот да изгледа простран и порелаксиран. Додавањето дрвени или камени елементи како што се сад за сапун или декоративни детали може да внесе чувство на природа и топлина во просторот. Размислете и за осветлувањето. Доброто осветлување е од суштинско значење за секоја бања. Длабнатите лед светла или зидните ламби со топли тонови може да го направат просторот попријатен. Ако имате природна светлина, нагласете ја со чисти и пространи завеси и додадете личен печат. Иако минимализмот доминира, не заборавајте да го внесете вашиот сопствен стил. Мала миризлива свеќа, рачно изработена керамичка чинија или уметничко дело може да додадат шарм и карактер на просторот без да го преоптоварат. Конечно изберете мала декоративна корпа за отпадоци и обрнете внимание на редовно чистење. Ова е клучот за долготрено чувство на мир и спокој во вашата бања. И главната тема кога се во прашање обновувањата на бањите се секако плочките, затоа што тие трошат и најмногу средства, а губат и најмногу време. Па затоа, главното прашање е дали да ги извадите старите плочки и да залепите нови или е сосема во ред и врз нив да ги поставите новите. Одговорот го имаме во продолжение. Можете ли да поставите плочки врз постоечките плочки? Еве неколку работи што треба да ги знаете пред да започнете со овој проект. Ако структурата на вашиот дом може да ја издржи дополнителната тежина и постојаните плочки се во добра состојба, можно е да се постават нови плочки врз старите. Поставувањето плочки врз плочки заштедува време и пари, а исто така е и поеколошко решение.
Клучот е правилно да се подготви подлогата, да се избере соодветно лепило и да се испланира распоредот на плочките. Ако го одложувате реновирањето затоа што не сакате да ги отстраните старите плочки, ве разбираме. Отстранувањето на плочки е физички напорна работа што создава многу градежен отпад, чие отстранување може да биде скапо и комплицирано. Но што ако ви кажеме дека можеби и не е потребно да ги отстраните старите плочки пред да поставите нови? Можете ли да поставувате плочки врз плочки? Да, во повеќето случаеви може да поставите така. Најголемите фактори што го одредуваат ова се: дали структурата на домот може да ја издржи дополнителната тежина, дали постоечките плочки се во добра состојба. Состојбата на постоечките плочки е клучна. Ако не се цврсто залепени за подлогата, дополнителните плочки на врвот може да создадат проблеми во иднина. За да ја проверите адхезијата на постоечките плочки, лесно подчукнете ги со дрвен предмет. Ако слушнете шуплив звук, плочката веројатно се одвоила од подлогата и треба да се поправи пред да продолжите. Совет: за подобро лепење користете лепило што ја зголемува адхезијата. Контактирајте експерт од продавница за плочки за да го изберете вистинскиот производ. Ако некогаш сте се запрашале дали е подобро да поставите плочки врз старите или прво да ги отстраните, еве неколку причини зошто првата опција може би да биде и подобар избор. Заштедувате време. Отстранувањето на старите плочки може да биде процес што одзема многу време, додека поставувањето нови плочки врз нив го скратува времето за реновирање. А заштедувате и пари. Отстранувањето на градежниот отпад може да биде скапо и плочките чисто мора да се носат на специјализирани депонии. Ова е и поеколошко решение. Оставете ги постојаните плочки и избегнете создавање на вишок отпад. Има и помалку физички напор. Ја заштитувате и подлогата. Отстранувањето на старите плочки често ја оштетува подлогата, што може да бара дополнителна поправка пред поставување на нови плочки. Но на што треба да обрнете внимание? Иако постојат бројни предности, важно е да се земат предвид неколку фактори. Зголемената висина на подот може да биде опасност од сопнување. Дополнителната тежина на плочките може да предизвика оптоварување на зидовите и подовите. Ако не сте сигурни дали вашиот дом може да ја издржи таа тежина, консултирајте се со градежен професионалец. И сигурно се прашувате како изгледа процесот на поставување на плочки врз постоечките. Процесот започнува со подготовка на површината. По визуелен преглед, темелно исчистете ги постоечките плочки со средство за чистење за сите намени. Изберете вистинско лепило. Во повеќето случаи доволна е стандардна мешавина од тенок цемент, но за поспецифични ситуации може да се препорача и епоксиден малтер. Планирање на распоредот на плочките е следниот чекор. Важат истите принципи како и за класична инсталација. Измерете го просторот, земете ја предвид дебелината на плочките и споивите и купете дополнителни 10% плочки за сечење. Следно е фугирање и запечатување. По фугирањето, нанесете средство за запечатување на слоеви според препораките на производителот. Има и неколку често поставувани прашања на оваа тема. Првото е како да се подготват плочките за поставување нови плочки. Проверете дали конструкцијата може да издржи дополнителна тежина. Исчистете ги постојаните плочки и нанесете тенок слој малтер за подобро лепење. Дали е подобро да се отстранат плочките или да се покријат со нови? И двата пристапа имаат своји предности. Кои се недостатоците на поставувањето плочки врз постојаните? Можните проблеми вклучуваат нерамна површина, прекумерна висина на подот, прекумерна тежина, слаба адхезија, проблеми со влага и намалена стабилност на подот. Сепак многу од овие проблеми се должат на неправилна инсталација, а не на самиот принцип на поставување плочки врз плочки. Ако се направи правилно, овој метод може да биде одлично решение кое заштедува време, пари и труд. Последните неколку минути од ова денешно дружење ќе ги посветиме на сите вас кои сакате да направите нешто да обновите во вашиот дом, меѓутоа сте со ограничен буџет. Да, може да направите многу со вашиот ограничен буџет доколку ги имате вистинските идеи, а ги имаме ние за вас во продолжение. За да преуредите соба и да ја дадете свеж изглед, не треба да потрошите десетици илјади денари. Малите промени можат да значат многу. Доволно е да ја средите собата, да го рециклирате мебелот и да поправите неколку мали работи. За почеток направете план за реновирање. Главната работа што ја правиме кога сакаме да преуредиме соба е да го преуредиме мебелот.
Направете план, измерете се што ви треба, бидејќи сакате да бидете сигурни дека вашето преуредување ќе успее пред да го започнете. Вашата идеја може би е одлична, но ако не можете да вметнете парче мебел низ рамката на вратата, одличната идеја ќе остане само идеја. Измерете ги вратите, прозорците, скалите и однапред ќе си ги олесните работите многу, бидејќи нема да завршите со мебел на средината од собата и во многу поголем неред отколку порано. Може би е најдобро да направите план на хартија, да ги запишете сите мерки, а потоа да се обидете да ја вклопите вашата идеја во реалниот простор што го имате. Фрлете се што не ви треба од собата. Целото ѓубре и работи што само собираат прав во собата, треба да се однесат надвор од неа. Кога ќе го фрлите ѓубрето, ќе имате многу простор што можете да го распоредите како сакате. Покрај тоа, фрлањето на ѓубрето има позитивен ефект врз нашата психа, а потоа се чувствуваме многу олеснато и слободно. Неверојатно е колку непотребни работи се акумулираат во една соба во текот на годините. Недоброто нешто што можете да го направите за себе е да го исчистите тој неред, а вашата соба ќе изгледа многу посвежа. И откако го исчистивте нередот, идеално е да купите се што ви е неопходно, за да не губите време од продавница во продавница. Најдобро е да искористите време кога постои одреден саем за домаќинство, каде по прифатливи цени можете да најдете се што ви е потребно за вашиот дом. А и не мора се да биде купено. Можете и да рециклирате стар мебел. Ништо нема да ја освежи просторијата како рециклирање на стар мебел. Многу е можно да имате мебел во вашата соба кој воопшто не се совпаѓа по боја. Смислете нов дизајн кој совршено ќе се вклопи во вашата соба, па затоа рециклирајте го мебелот. Можете повторно да го тапацирате, но за тоа ќе мора да потрошите повеќе пари. Ако имате фотелја во вашата соба која воопшто не се совпаѓа со креветот, гардероберот и полиците, можете да ја примените техниката декупаж на дрвените делови од фотелјата. Користејќи техника декупаж, можете да направите оригинален мебел, дизајниран според вашите желби. Можете да создадете соба во романтичен стил, урбан, традиционален или било кој друг кој вам ви одговара. Можете да ги декорирате сите дрвени површини во собата со декупаж и на тој начин да добиете сосема нова соба. Покрај тоа, можете да ги обоите и дрвените делови во вашите омилени бои. Врамен во светлоста која се рефлектира од стаклата, погледот од овој совршен стан сместен во Милано води кон небото и се запира кај небодерот кој се наоѓа во близина. Во срцето на Милано се наоѓа овој стан, во кој мебелот е само додаток на она што и без тоа го нуди овој простор. Совршен поглед на прекрасниот град. Всушност и сопствениците на овој совршен стан се двајца архитекти, кои даваат одговор на прашањето како стручњаците уредуваат по своја желба, онака како што ги води внатрешното чувство за уметност. Уште на самиот влез нуркате во изобилство од светлина, која го прави овој стан извонреден во секоја смисла. Собата за дневен престој е надополнета со стилска софа и фотели, како и голема полица за книги изработена по мерка. Позадината е во мермерен дизајн, што го надополнува елегантниот и суптилен изглед на станот. Бели ѕидови и мебел, топол дрвен под и големо внимание на секој детај. Ова е клучот на успехот кој несомнено го создава и постигнаа двајцата архитекти и сопственици на овој интериер. Потрагата за совршена функционалност е комбинирана со прецизност и убавина. Всушност, секој сантиметар од овој простор има смисла. Од станот се гледаат историските споменици на Милано, а достапна на погледот е и прочуената катедрала Дуомо, која може да се наблюдува и од терасата. Работното студио од дневната соба е одвоена со стаклени лизгачки панели. Новиот внатрешен распоред овозможува подобро користење на светлото од сите три страни на зградата. Онаму каде некогаш биле белите ѕидови, ходници и врати, сега просторот е непречен, слободен и поделен со лизгачки панели од стакло или обложени со мермер, кои го одвојуваат просторот според потребите на корисникот. Главната спална соба е декорирана во нијанси на бела и кафена боја и е вистинско смирувачко место идеално за одмор и релаксација. Големото внимание кое е посветено на секој детај е пример за грижа на секое поединечно место. Начинот на кој просторот се отвора,
Поединечното избирање на материјалите, завршната обработка и мебелот радикално го трансформираат овој стан, откривајќи ги карактеристиките кои со години ги криеле ѕидовите. Еден поинаков скандинавски стил, но повторно игра со светлината. Имаме и во овој извонреден стан, сместен во поткровието на една зграда во Берлин. Кога ќе го отстраните она што е вишок, ни преостанува она што е потребно, а убавината е во едноставното. Многу често, помалку е повеќе. По овие многу пати докажани правила, се водели архитектите кои го создале овој простор, а резултатот е евидентен и веќе го воодушевува светот. Последицата на ваквиот начин на размислување доведува до создавање простран стан, обично незамислив за едно поткровје, а истовремено и полн со светлина и флуидност, во кој секој детаљ е внимателно одбран. Овој стан на поткровје во Берлин, несомнено ни својата рафинирана спонтанност, ја илустрира едноставноста и автентичниот начин на живот, со скандинавско влијание. Новиот простор низ воздухот ја шири мешавината од светла, свежа енергија, прецизност, умереност, топло гостопримство и екстремно спокојство. Подот од храстово дрво во медова нијанса го пренесува чувството на топлина, додека белите ѕидови ја рефлектираат светлината, правејќи го просторот визуелно поголем. Покрај добитната комбинација која ја создаваат белината и дрвото, тука е и храбриот остар контраст на црната боја и неколкуте елементи во темно-црвено како декоративните перници и столиците. Просторот во спалните соби се карактеризира со едноставни материјали и мебел, како и неколку рафинирани бои. Овде главно правило се белата боја и дрвото, како и неколкуте парчиња мебел кои го украсуваат просторот со својата линеарност и функционалност. Проектот не би бил комплетен без одредени парчиња мебел од 50-тите години на минатиот век, кои го декорираат целиот дом, како што се, на пример, практичните и ретро ламби. Ова е еден од оние простори кои целото внимание умеат да го свртат кон ситните детаљи, па затоа и во овој простор совршено се одбрани и во него вклопени. Совршенството тука лежи во успешно комбинирање на перфектниот минималистички мебел и негово уште поуспешно вклопување во топлата пријатна атмосфера на ова поткровје. Од Берлин се селиме во Париз и во нивната ненадминлива умешност за внесување на стил и шарм во секој ентериер. Станот се наоѓа во една зграда која датира од 18-тиот век и тоа во централниот четврт во Париз. Внатрешноста опфаќа отворен план и се ослободува од цврстите прегради со цел да се создаде современ стамбен простор кој се врти околу леснотијата и транспарентноста. Концептот на радикалната обнова било да целата резиденција се проектира како еднокреветна соба, без врати или прегради типични за еден дом. Со оглед на тоа што дизајнирањето на овој интериер се базира на отворениот простор, приватноста е создадена со имплементирање на голем ротирачки панел и дрвена коска за поделба на просторот. Панелите се употребени меѓу спалната соба и собата за дневен престој. На овој начин и даваат приватност кога тоа е потребно, или оставаат отворена за пространост низ станот во текот на целиот ден. Бањата е сместена внатре во дрвената коцка, која исто така може да се прилагоди да биде затворена или пак отворена. Материјалите кои се употребуваат исто така се внимателно одбрани, за да го разубават и да му дадат совршен изглед на целиот простор. Светлото обоено дрво му носи луксузен изглед, особено во комбинација со останатите материјали, и успешно го надополнуваат типичните оголени пескирани париски ѕидови. Традиционалниот паркет е задржан како атрактивна подна облога и директна асоцијација за зграда од 18-тиот век.
Материјалите се пропратени со мебел изработен по мерка и цела низа прозорци, кои даваат величествен поглед и заедно го прават овој стан совршено место за престој. И завршуваме во едно ремек дело, сместено во Амстердам, Холандија. Проектот има за цел да промовира идеја за интеракција и флексибилност преку поттикнување на заеднички простор и имплементација на флексибилен отворен простор. Шемата на архитектите вклучува повлекување помеѓу спратовите, со цел да се добие на висина на просторот. Оваа проектирана инвестиција работи на зголемување на количината на природна светлина, која се добива во животните простории, а истовремено обезбедува и вкрстена вентилација и висок степен на пасивна контрола на животната средина. Секој простор има свој визуелен идентитет, користејќи широк спектар на бои, текстури и материјали. Различни нивоа на транспарентност и раздвојување на просторот се постигнуваат со употреба на метални мрежи, дрво, боја и метакрилат. Изборот на неконвенционални материјали како што е металните мрежи носи дополнителна вредност на конструкцијата, во смисла на исплатливост, леснотија и окупирање на просторот. Флексибилниот распоред е дизајниран да обезбеди различни визуелни и лични интеракции. Доминантните бои на скалите и нивното истакното позиционирање во куќата создаваат вертикална циркулација и автентично патување. Влезот, на пример, може да биде претворен во работен простор или додатен стамбен простор, и тоа затоа што се наоѓа на засебно ниво. Во меѓувреме, спалната соба за гости е сокриена во обоена структура на влезот, подготвена за употреба. Користењето на повеќе функционални области, кои може да се менуваат во согласност со потребите на корисникот, заедно со дизајнот, максимално ја зголемуваат вредноста на секој метар квадратен од овој стан во срцето на Амстердам. Тоа е се за денес. Ви благодарам што и ова неделно топло претпладне го поминавте со нас. Се надевам имаше доста што да се научи од претходниве 30 минути кои ги поминавте со нас. Ви закажувам уште од сега нова средба, секако со нови теми и нови содржини за точно една недела. Во недела во 9:30 ќе бидеме повторно тука. Се гледаме.